Министерот за здравство попушти под притисокот. Прифати да оствари дел од барањата на лицата со попреченост, кои со години беа заборавени и неприфатени во институциите. После една година ветување од надлежните, двете страни се договорија помагалата кои што ги користат за нивната попреченост да бидат на товар на фондот. Овде спаѓаат белото стапче, мерачот за шеќер, мерачите за притисок и топломер за деца и возрастни. Од сега натаму, во соработка со Министерството за здравство и министерот, преку неговиот тим ќе направиме програма, каде што ќе биде програмата на Министерството во првите 2 години, за да можат овие лица да ги користат овие права кои што до сега не може да ги користат. Ќе иницираме во соработка со Министерството да се создаде регистарот за лица со попречености. Значи, Министерството за здравство е тоа што тој регистар ќе го создаде. Но ова се само дел од проблемите со кои се соочуваат овие луѓе. Тие бараат да се покачи за 35% додатокот за попреченост кој сега изнесува 7.100 денари, за да се изедначи согласно просечната нето плата. Исто и барањето за посебниот детски додаток кој сега изнесува 5.100 денари. Бараат и симнување на границата од 26 на 18 години. За се ова сакаат да разговараат со Министерката за труд и социјална политика, која упорно одбива да ги прими. Иначе другите барања се наши јасни, вие знаете, значи по лиферувањата на Министерството за труд и социјална политика, во однос дека ќе се исполнат нашите права, во однос на асистентите, во однос на 15% кои што не лажат. Вие самите сте сведоци, може да го видите ребалансот на буџетот, ние во тој ребаланс на буџет не сме предвидени покачување на додатоците за лицата со попреченост на тие 15% каде велат ќе ги дадеме во 2022. Кога? Министерката исто така не може да ги поделува сега, ќе добијат децата со посебни децата, па после возрастните. Сите имаат исти и различни потреби, но сепак се многу големи. Министерката е време веќе да седни со нас, да го реши овој проблем, бидејќи навистина е горчлив. Најавија дека за сите проблеми деновиве ќе испратат писмо и жалба до Европската унија. Македонија ја има ратификувано Конвенцијата на правата на лицата со попреченост на Обединетите нации во 2011 година, што ја задолжува да ги оствари преземените обврски за гарантирање на правата на лицата со попреченост.